бизнис заедница во Карпаш правевме трибини, средби со здруженијата на овие за заштита на пациентите, за луѓето со попреченост, со посебни потреби, ги слушав нивните проблеми. Јас не се чувствувам како ловец на гласови, сакам суштински да допрам до луѓето. Не, впрочем, има и логика, затоа што при предпишувањето на програмата и преградењето треба да се слушнат луѓето за да биде реално тоа што им треба. Точно, можам да, ако пред тоа мислев дека многу знам за мојата општина, видов колку што имам да учам. Со секојдневно појавување каде пукнала канализацијата, кој има проблем да излезе од кулата во инвалидска количка и така натаму. Така да сето она што го слушнавме, така беше и нашето мото, повелете на кафе да разговараме за проблемите и да ги вметнеме во програмата. На тоа и се базира нашата програма која излезе деновиве. Имаме таму 13 постулати ги викаме ние. Опфатено е се од првичните проблеми, она неславна бетонизација што ни се случува во сите мала, во Карпош, па преку сметот, проблем со паркингот кај нас е голем, проблемот на луѓето, напоменав, со инвалидитети, попречености, немањето на дневен центар за лица со посебни потреби, па потоа се безбедноста беше таргетирана, исто ние направивме анкета уште на самиот почеток на чина 1000 испитаници, преку која успеавме да дојдеме, значи сето она што го увидовме од средбите со граѓаните го видовме и преку анкетата. Безбедноста, реков, кучињата скитници, аерозагадувањето, проблемот со овие популарни диви депони, отпади, така натаму.